Големо момче. Колку би било убаво ако сега бев голем, ете толку. Зборуваше Гораст, возбуден стоејќи напрсти, кревајќи го левото раче колку што може повисоко. Брзо ќе пораснеш, се смешка мама. А сега колку си голем, знаеш ли? Па еве, не ме гледаш ли колку сум голем? Со мала доза револтираност одврати детето. Мама повторно се насмевна. Што е смешно? Сериозноста на Гораст не можеше да ја направи сериозна и мама. Всушност, колку повеќе тој се муртеше, толку повеќе мама се смешкаше. Убаво дете на мама. Го погали нежно по главчето. А тој продолжи упорно. Кажи ми, мамо, смешно ли е сега како изгледам? Јас не сум мал, ама сакам да бидам уште поголем. Секако дека не си мал, му вели мама на 5-годишниот Гораст. Ти си големо момче, кое што, ако добро се храни, брзо ќе порасне. Се хранам, еве, секој ден јадам. Да, секој ден и треба да јадеш. Но знаеш ли дека секоја храна не е иста? Треба да јадеш многу витамини, многу здрави производи. Па нели сите производи што ги јадеме се здрави? Ако нешто не е здраво, ќе си ги расипеме стомачињата. Да, се што јадеме е здраво, но треба се што има поголем квалитет да биде наш избор за храна. А како ќе знаеме што е поквалитетно? Како? Многу едноставно. Се што е поприродно е поздраво, се што е многу пржено, препечено или преработувано на друг начин е се понеквалитетно. Ама јас многу сакам пржени компирчиња. За миг Гораст се натажи уште повеќе и го наведна главчето стискајќи ги нервозно рачињата. Па добро, дете мое, знам дека ги сакаш и не ти се забранети, но треба да ги јадеш понекогаш, а не пречесто. Не пречесто, само понекогаш, зашто сакам побрзо да пораснам. Скокајки извика Гораст и благо се насмевна. А што сакаш да правиш кога ќе пораснеш? Се интересираше мама. Па, кога ќе пораснам, сакам да го управувам, ете, оној брод, најголемиот. Со него ќе патувам низ светот, кликаше детето. Но ние живееме покрај езеро, се смее мама. Како ќе патуваш со брод по светот? Па внимателно, по езерата и по реките. Ке возам, ке вртам, ке кружам. Добро, вели мама. Но пред се, за да пораснеш, треба да јадам здрава храна, извика Гораст. Мама го бакна нежно и му подаде свежо парче јаболко. Гораст без двоумење го зеде јаболкото и, насладувајќи се, продолжи да сонува за својата иднина.